на трибината организирана од страна на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи од Скопје, ефектот на странските директни инвестиции врз македонската економија. Оваа трибина е трета поред која што организира ова здружение, а целта на здружението е да го поттикне истражувачкиот дух во Македонија и воедно да направи анализи, научни и истражувачки трудови кои ќе бидат лесно достапни за широката јавност, но истовремено ќе служат како основа за понатамошни анализи. Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи моментално работи на проектот влијанието на странските субвенции за странските директни инвестиции наспроти нивниот ефект врз економскиот раст. Овој проект е поддржан од УСАИД како дел од проектот за граѓанско општество, а е спроведуван од Фондацијата за отворено општество. Целта на трибините е да се излезат јавни ставови, да се поттикне јавната дебата за теми кои што се важни за сите нас, се со цел да се слушне мислењето на јавноста, со цел да се изградат јавни политики. Од причина што во близина на Охрид се наоѓа индустриската зона Охрид-Струга, каде што се најавени и инвестиции, денес со нас имаме неколку говорници. Јас сум Славица Тодоровска и сум дел од тимот на Сдруженијето на млади аналитичари, а денес со нас се Горан Мојановски, координатор на овој проект, кој што ќе каже досега истражување и ќе ги каже сите оние работи до кои што има дојдено Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи. Сакам да напоменам дека финалните сознанија кои што ќе дојдат Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи ќе бидат објавени во април во една финална публикација која што ќе биде доставена до пошироката јавност. Потоа со нас е господинот Виктор Мизо. Тој е директор на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Господинот Насер Илјази, директор на сектор за локален економски развој во општина Струга, како и господинот Огнен Зубалевски, генерален директор на ОДВ Електрик Македонија, компанија за производство на кабли во автомобилската индустрија, која што ќе започне и кој што ќе гради своите капацитети во индустриската зона Охрид-Струга. Господине Мојановски, ва молам да ги представите вашите истражувања до сега. Благодарам, Славица. Прво сакам да се заблагодарам на говорниците што прифатија да учествуваат на оваа трибина. Исто така да благодарам на сите присутни кои што одвоивте дел од вашето време за учество на оваа трибина. Вашето присуство е од огромно значење за нас, од причина што ова е настан со кој сакаме да ја зголемиме информираноста на јавноста со значени и актуелни социјоекономски теми. Проектот на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи, влијанието на владините субвенции за странски директни инвестиции наспроти нивниот ефект врз економскиот раст, има за цел да ја зголеми транспарентноста на владиното трошење во форма на субвенции за странски директни инвестиции, да го идентификува мислењето на јавноста за политиките на владата за поддршка на странски директни инвестиции, наспроти поддршката за локални бизниси, да креира одржливи ефективни јавни политики за изедначување на финансиската поддршка од страна на владата за инвестициите, независно од нивното географско потреба. Денешната тема на трибината е само дел од проектот влијанието на владините субвенции за странски директни инвестиции наспроти нивниот ефект врз економскиот раст, кој е всушност дел од проектот на УСАИД за граѓанско општество спроведен од Фондацијата Отворено општество Македонија. Во денешното излагање ќе представиме дел од сознанията кои што имаме дојдено во претходниот период. На почетокот би сакале да нагласиме дека странските директни инвестиции се од огромно значење, особено за една мала економија како што е нашата. Тие создаваат нови работни места, вршат трансфер на технологија и знаење, ја намалуваат неработеноста, ја раздвижуваат економијата и носат свеж капитал. Јасно е дека инвестициите се неопходни за една земја да бележи позитивен економски раст, но се поставува прашањето до која мера се оправдани трошоците за нивно привлекување, односно дали потрошените средства за нивно привлекување, а потоа и за нивно одржување ги наминуваат полностите кои ги носат за Македонија. Поради тоа што станува збор за доста актуелна и значајна тема, решивме нашите истражувачки активности да ги насочиме во таа насока.
Истражувањето го поставивме на тој начин што сакаме да ги опфатиме сите засегнати страни во процесот. Како основен извор на информации ги користиме податоците од Централен регистар, Државниот завод за статистика, Народна банка на Република Македонија. Дополнително, преку реализирање на состаноци со менаџментот на странските инвестиции во слободните економски зони, владини представници кои работат на оваа тема, представници на стопански комори, како истражувачи кои работат на истата тематика. За мај, во претходниот период спроведе анкета, испитување на јавното мислење преку телефон на 1118 испитаници на територија на цела Македонија, со цел да го испита јавното мислење за странските директни инвестиции. Ако ги проанализираме добиените податоци од спроведената телефонска анкета на локално ниво за Охрид, Струга и Кичево, од анкетата може да заклучиме дека 45% од испитаниците сметаат дека ефектот на странските директни инвестиции врз македонската економија е позитивен, додека пак 27% сметаат дека ефектот е негативен. 78% од испитаниците сметаат дека македонските инвеститори треба да ги уживаат истите поголности како и странските инвеститори, а 60% од испитаниците сметаат дека е оправдано отворањето на нови технолошки индустријски развојни зони. За време на истражувањето, со помош на податоци од Централниот регистар на Македонија, заклучно со декември 2014, анализиравме 9 компании кои се корисници на државна помош, од кои 7 од нив се сместени во технолошко-индустријските развојни зони. Моменталната бројка на компании кои ги исполнуваат овие услови е поголема и се надеваме дека сите ќе ги вклучиме на крајот од истражувањето. Анализата на финансиските извештаи од Централниот регистар на Република Македонија покажува дека заклучно со декември 2014 година во овие компании бројот на вработени врз основа на часови поминати на работа изнесува 9617, а од кои 3187 вработени се во 7 компании во технолошко-индустријските развојни зони. Севкупно во Македонија по основ на нето исплатени плати и надоместоци од овие 9 компании се исплатени 30.290.000 евра во текот на 2014 година. Анализирајќи го влијанието од вработеноста во југозападниот регион, бидејќи во 2015 година започнува со делување ОДБ Електрик во ТИРС Охрид, Струга и Key Safety System во ТИРС Кичево, и двете фабрики треба да достигнат до бројка од по 1000 вработени, што значи во југозападниот регион во Република Македонија ќе се отворат нови 2000 работни места. Во претходниот период направивме анализа на движењето на просечната плата по години од 2005 до 2014 година на ниво на преработувачка индустрија во која припаѓаат овие 9 компании кои се предмет на истражување. По влезот на првата странска директна инвестиција во декември 2007 година па до 2014 година, просечниот месечен пораст на нето платата во преработувачката индустрија изнесува 44 денари, додека просечниот месечен пораст на нето платата во преработувачката индустрија пред отварањето на првата странска директна инвестиција изнесува 59 денари. За влијанието на трендот постојат повеќе фактори кои што имаат влијание во движењето на трендот. Со помош на податоци од Централниот регистар на Република Македонија го пресметавме и опортунитетниот трошок од ослободување од данок на добивка и персонален данок за овие 9 компании. Севкупно изнесува 26 милиони евра во периодот од 2009 до 2014 ослободувањето од овие два даноци на овие 9 компании. Доколку го додадеме и опортунитетниот трошок од тоа што дел од зоните биле празни во текот на од 2009 до 2014 година, тогаш овој опортунитетен трошок изнесува секупно 28 милиони евра. Исто така го истраживме и со податоци од завршните сметки на завршните годишни сметки на Република Македонија, истражувавме колку преку Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони се вложени средства во економскиот развој на зоните и дојдовме до податок од 31,2 милиони евра во период од 2009 до 2014 година. Исто така во периодот од 2009 до 2013 година
84% од остварената нето добивка во 9 компании кои што се предмет на истражување се пренаменети во акумулирана добивка, 8% се за покривање на остварената загуба, 8% се извинуваме за техничкиот проблем. Да, добре. Извинете уште за техничкиот проблем. Значи 84% од акумулирана од добивката остварена во периодот од 2009 до 2014 година е пренамената во акумулирана добивка, 8% за резерви, а 8% за покривање на загуба. И се поставува прашањето како да се поттикнат странските директни инвестиции да ја реинвестираат оваа добивка во нови погони во рамки на Македонија. Исто така, во однос на соработката на домашните компании со странските директни инвестиции, според извршниот директор на Сојузот на стопански комори, веќе 500 нивни членки имаат остварено бизнис релации со странските директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони. За да бидеме колегијални и да не одземеме повеќе време од предвиденото за другите говорници, би сакал на крај да најавам дека во рамки на проектот е предвидена и публикација за која што ќе ги содржи сите податоци од нашето истражување и таа публикација ќе биде објавена на крајот од април. Исто така во меѓувреме ќе бараме интензивирање на соработката со Државниот завод за статистика и со Народна банка, а секако уште еднаш да се заблагодарам на веќе интензивирана соработка на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони и за пристапноста која што имаме во ова истражување што го спроведуваме. Благодарам. Благодарам на господинот Мјановски за вашето излагање. Зборот го има господинот кој е директор на ОДБ Електрик. Компанија која што веќе работи во Македонија и која што има своји производствени капацитети, но ќе ги преферира своите производствени капацитети во технолошко-индустријската развојна зона Охрид Струга. Ќе ни каже нешто повеќе за оваа инвестиција? Благодарам, Татјана. Моето име е Огнен Цугалевски. Пред се би сакал да им се заблагодарам на колегите од ЗМАИ што ме поканија, да кажам неколку збора како јас гледам, како од моето лично гледиште влијаат странските инвестиции во Македонија. Пред се би кажам нешто за себе. Ја имам 50 години. Роден сум и пораснат во Македонија, каде што заврших машински факултет. На 25 години отидов на печалба во Австрија, во Германија. После 20 и нешто години се вратив назад. Сега сум австрийски граѓанин, во меѓувреме имам и една MBA од California State University. Така да кога ќе дискутирам за овие вредности што ги донесува странските инвестиции, тие ќе ги гледам од светло на моето животно искуство. Пред се ви кажал, кога јас зборам за директни странски инвестиции во Македонија, зборам за инвестициите од 2006 година на. Со тоа не сакам да ги потценам тие големи, мали, тој голем број на мали фирми што се дојдени од Грција, од Турција, што запослуват по 10, 20, 50 работени. Баш вчера имам посета од еден турчин од Истанбул, кој што во 3 фирми работел 50 работени. Причината зашто зборувам за овие големи или така наречени Fortune 500 компании, тоа се компании што се од светско ниво, кои што имаат доволно ресурси да го наблюдуваат светот како свој пазар. И бидејќи тие фирми се одлучиле да инвестираат во Македонија, тие навистина имаат некоја причина зашто инвестираат во Македонија. Еден Johnson Controls, еден Johnson IT, еден Drexel Meyer имаат тимови на луѓе што целиот свет го чешлаат пред да донесат оваа одлука. Што е една фирма? Значи, според теоријата на една фирма е функција на капитал и на работна сила. Многу луѓе кај нас размислуваат дека ако имам пари, ќе имам се.
тоа не е точно. Многу луѓе што немаат искуство во водење на бизнис довеле на лото, на лотарија, милиони евра и ги потрашиле. Значи капиталот што се внесува во една земја е само еден аспект. Работната сила што ние имаме во изобилие, за жал или за среќа на странските инвеститори, е една од главните чинители. Значи, ние во Македонија во овој момент, според моје мислење, имаме голем проблем со слабо образована, невработена работна сила. Значи, имаме ние многу луѓе кои што имаат основно образование, средно училиште, кои што немаат никако специфичен занат. Тие луѓе, јас не сакам да ги обвинам за тоа што немаат занат, бидејќи едноставно немале каде да го научат тој занат. И во Македонија овие странски инвестиции што се внесени, пред се од така наречена работно интензивна индустрија. Значи, зборувам за ОДВ Електрик. Точно, и сите фирми кои што јас ги имам запознаено, тоа се фирми каде што учеството на капитал во производниот процес е многу мало, бидејќи не е возможна автоматизација на истиот процес. Значи, тие фирми одат по светот и бараат пазари каде што постои доволна понуда на работна сила по една цена која што ќе овозможи да го направат својот производ профитабилен и продржан на пазарот. Во јавноста постои една дискусија дали платите во германските фирми, американските фирми во Македонија треба да се македонски или германски. Јас мислам дека таа дискусија е нерелевантна. Не треба да се прави дискусија дали е германска или американска фирма, треба да се прави дискусија во однос на квалитетот на производот, структурата на вредност што се додава. Значи, ние треба да разликуваме така наречено технолошки интензивни производи и работно интензивни производи. Значи, фирмите се доедени ОДВ и доедени во Македонија, покрај другото, поради расположивост на работна сила по една цена што може производот на ОДВ да го направи конкурентен на пазар. Да речеме, ако утре се донесе закон дека ние треба да ги платиме вработените 3 пати повеќе, веројате автоматска последица на тоа ќе биде дека производот нема да биде профитабилен и следна последица ќе биде затварање на погонот, преселување некаде во Виетнам, некаде во Црна Африка или на некој следен пазар. Значи, тоа се економски неминовности. Цената на нафтата, гледате што се случува последните 18 месеци, е падната 3-4 пати. Значи, работната сила во денешниот свет како глобално село е стока како и секој друг. Од друга страна, кога ќе видиме кој е проблемот на македонската економија, значи ние до пред неколку години имавме, ако добро памтам, 34-36% невработеност, ако сум добро информиран, сега таа невработеност е падната на 28%. Во европски рамки, 25%. Во европски рамки тоа се страшни цифри. Значи Германија кога имаше 9-10% невработеност, тоа беше штрајкови, тоа беше незадоволство. Значи странските фирми донесуваат една шанса за вработување. Следното што се случува. Јас како машински инженер имав среќа, привилегија на мои 25 години да напуштам Македонија да работам во светски фирми, покрај другото работам во Danfoss, Alfa Laval. Оно што го учите на факултет, поготово вие како млади истражувачи, тоа е само влезница за животот професионално. Тоа е само ве квалификува да влезете во фирма да научите. Многу повеќе се учи од работата во фирма. Сега, македонскиот пазар е мал, 2 милиони вработени, 2 милиони жители, може би помалку меѓу време, со ова мал наталитет и евентуално иселување што постои. Во која македонска компанија вие можете да научите? Голема македонска компанија има 500 луѓе. Алколоид мислам дека толку луѓе има. Или над 1000 луѓе. Тоа е веќе голема компанија. Во Германија мали и средни компании се помеѓу 500 и 5000 вработени. SMO, Small Middle Organization. Значи, нашиот критериум за големина е сосема различен. Сега, кога ќе дојде на голема компанија, без обзир дали ќе има 500 или 1000 вработени, таа ги донесува системите, вредностите, организацијата што ги има освоено во целиот свет. И тоа е оно што е најважно според мене за Македонија. Тие луѓе што ќе влезат, да речеме во ОДВ Електрик, што сега ќе го научат за најатликарна, за 2-3 години ќе отидат во друга фирма, македонска или странска, ќе отворат своја компанија. Едноставно тоа е нешто што е инвестиција во знање, како секој од нас, што и да се случи. Не може да ме оплячкаат на улица, може куќата да ме сруша, знањето не може никој да ме земе. Така станува збори за една нација. Се може да се случи, ама ако ние како нација напреднеме, тоа е еден траен трак ќе остане во Македонија. Според мене тоа е најважно.
Иначе да, што се однесува до платата, мора да ви кажам, просечната сатница во Македонија 2 до 2,5 евра на час. Тоа е веќе на ниво на Кина. Ама тоа не е направено за странските инвестиции. Конкретно, што правиме ние во нашата фирма? Имаме еден програм на едукација на нашите вработени. Значи, сите вработени што не работат директно на производна линија, поминуваат еден програм на едукација за така наречениот ISO-TE стандард. Тоа е закон во автомобилската индустрија. Пишан закон, значи ние поминавме таа сертификација конкретно автомобил овде. Ако не ја поминавме случајно таа сертификација, ние немаше да можеме да испорачаме нити едно штрафче од Македонија. Значи, сите вработени одат на таа обука, сите вработени точно знаат што значи да се произведат 1,000,000 кабли со 0 грешки испорачени кон клиентот. Значи, тоа е едно ниво на квалитет што колегите што не работеле во странски фирми беа во почетокот изненадени. Следното што работиме системите за контрола на квалитет, системите за дефинирање на производните процеси се едноставно толку добро изработени, тоа се толку добро дефинирани да ризикот го намалуваат, ризикот од грешка, ризикот од повредување. Според мене, иднината на македонската економија гледано долгорочно е поврзување во така наречениот светски ланец на додадена вредност. Од истата причина што е мала економија, мала држава, малите фирми го немаат капацитетот да се поврзат. Едноставно со работа во компании како што се ОДВ Електрик, со соработка со компании како што се ОДВ Електрик, како добавувач на опрема, како добавувач на суровини, како добавувач на услуги, едноставно локалните компании стекнуваат искуство од прва рака, стекнуваат знаење што значи да се работи на светскиот пазар. Благодарение на тоа искуство и знаење се доведуваат во ситуација да мораат и своите внатрешни процеси, услуги и квалитет да ги доведат на нивото на светските фирми. Според мене, ова е тој така наречен soft мек фактор кој што во секоја анализа на импактот на влијанието на странските инвестиции во Македонија би морало да се земе во предвид и да му се даде соодветна евалуација. Од мене беше толку. Ако имате било кој прашање сега или потоа, оставам на разполагање. Благодариме господине Цобалевски на вашето излагање. Откога ги слушнеме сите говорници и присутните ка може да постават прашања кон говорниците. Следен говорник е господинот Виктор Мизо. Владата објави дека ќе отвара нови технолошки индустријски зони. Дали може би е подобро концентрирање на веќе постоечките со цел да се искористат капацитетите или пак отварање на нови зони за привлекување на странски инвеститори во другите региони од Македонија? Благодарам прво за поканата, за присуството на овој настан. Јас претходно бев присутен на настанот во Штип, кој се одржа пред околу месец и половина некаде почетокот на декември минатата година. И благодарам и за прашањето и добро ќе биде истото прашање и огнен да го одговори од гледна точка на странски инвеститор. Ајде прво ќе почнам со одговарање на тоа прашање, а потоа и некои други информации. Она што гледаме и она што дури вчера со подпишувањето на договорот и започнување на новата инвестиција на Johnson Controls, значи имаме реинвестирање. Johnson Controls, само како информација, е најголемата американска компанија од автомобилската индустрија, што значи дека тие се меѓу првите 10 во светот, но по обрт само автомобилскиот дел на Johnson Controls има над 20 милиарди долари годишен обрт. Тоа значи дека околу 2 пати од големината на македонскиот бруто национален продукт. Зборуваме само една компанија која вработува над 160.000 луѓе во светот. И сите овие компании кои беа спомнати, трудоинтензивни или капитално интензивни, посебно за трудоинтензивните компании, а и за развивањето на Македонија е се поважно што се поголем број на компании се одлучуваат за локации надвор од главниот град. На почетокот се почна со тогашен Johnson Controls и Johnson Matthey во Скопје. Но сега Штип, Охрид Струга, Кичево, Тетово, Прилеп, Струмица ќе бидат зони кои ќе бидат функционални само заради иницијалната каписла, што значи компанија одлучила да инвестира во тој регион. Остануваат и други зони во Македонија кои се уште
не се пополнети, тука ќе биде зоната во Радовиш, зоните во Источна Македонија, Виница, Делчево, Берово, но она што е одлучено да се креираат уште 3 дополнителни зони, значи да прво им даваме на компаниите можност да најдат специфична локација со квалификуван кадар, но истовремено и со доволен број на луѓе за тие да можат да функционираат, бидејќи од гледна точка на компанија, ако две компании кои се слични во производствен процес, пример, Johnson Controls и нивен конкурент, со 1500 работени, вие алоцирате на иста локација, ќе имаме голем проблем. И тој проблем не е заради Македонија. Тој проблем постоел најмногу досега во Источна Европа, во Романија, во регионите Темишвар, Клуш, Арат, голем број на странски компании во тој северо-западен регион на Романија дошле, бидејќи цената на работната сила во Романија пред околу 10-15 година била многу поконкурентна отколку што имаме и сега ние во Македонија, и голем број на компании. Ќе ви кажам и примери. Delphi, TRW, Continental, Bosch, значи огромни компании од светско ниво, ако ти имат по 3-4 000 вработени во еден град кој има не цел 1 милион луѓе и сите бараат слични или исти квалификации, ќе видите што се случува. После 6 месеци од кога луѓето ќе бидат обучени, конкурентската компанија ќе им понуди 10 евра повеќе на месечно ниво и тие ќе одат кај работат за нив. Колку пати тоа ќе се случи, додека на компанијата не и пукне филмот и рече супер, но ние под овие услови не можеме да функционираме, не заради тоа што треба да се зголеми инкрементално платата, бидејќи тие вложиле средства и време на обука на луѓето и потоа некој друг ги превзел сите тие исти вработени. Иако може би локалното население мисли добро, јас во следните 2 години ќе успеам да ја зголемам платата инкрементално на некое ниво, но проблемот ќе биде тоа што некоја од овие компании ќе одлучи да го напушти тој град, дури и таа земја, поради вакви услови. И самата оваа причина што се креираат се поголем број на слободни економски зони во различни делови на Македонија е креирано до некаде и од оваа потреба да немаме директна конкуренција, но истовремено да, ако се концентрира на 3 или 4 зони, што тогаш се случува со остатокот на државата? Некој може да каже, окей, има една зона во Охридско-Струшкиот регион, сите други општини, градови во северо-западна Македонија нека гравитираат само во таа зона. Тогаш не до некаде, туку во голем дел, што значи тоа за другите или помалите градови. Тогаш ќе испадне некој прави селекција кој град треба да има инвестиции или фабрики, а кој не. На овој начин ние отвараме можноста компаниите да одлучат каде. Бидејќи сега во овој процес тука ќе биде Куманово, значи изборуваме една од најголемите општини во Македонија каде што нема странски инвеститори или големи индустријски капацитети, иако во минатото имало. Тука е Литково и Маврово Ростуше. Значи зборуваме и за помалку развиени региони од Македонија, каде што не значи дека ќе дојдат компании кои ќе вработуваат по илјадници луѓе. Во Маврово Ростуше, ако донесете вие 300 вработувања од странска компанија, тоа ќе биде огромен успех. Така да, од таа гледна точка треба да се гледа оваа работа. Да се надоврзам сега на некои други аспекти, освен ова прашање. Пред се, што значи ова реинвестирање на големи мултинационални компании? Johnson Controls, Johnson Met, Vanhool, Технохозе. Се сите компании кои функционираа во Македонија меѓу 2 и 4 години до моментот додека одлучија да реинвестираат. Што значи дека голем дел од нив ги започнаа своите првични инвестиции во периодот кога се уште постоеше прво глобалната финансиска криза, а потоа и европската должничка криза. Што значи дека целиот свет, а посебно Европа, беше многу погодена и што тоа значеше од една точка на дополнителни побарувања на пазарот. Но овие компании, врз основа на нивното функционирање во Македонија и условите, и она што пред се сметам дека за нив е најважно, и те молам, Огнен, кажи ако не сум во право, она што однапред им е ветено, дали тоа е исполнето, бидејќи во многу случаи, во многу земји од Источна Европа, компании добивале огромни ветувања во последните 20 години, но дали на секоја локација и во секој место тоа исполнето е повеќе од дискутабилно. И сметам дека во нашиот случај, она што е ветено, дали е исполнето и дали е исполнето на време, и дали се однапред што им е кажано како можности и како потенцијали во Македонија, во реалноста биле такви. Бидејќи секој може од страна на странските инвеститори да смета, да, ние работиме за државата и секогаш сакаме можда во порозово светло да ја представиме државата, да ја промовираме, бидејќи и во маркетинг без разлика
за што се работи, секој кажува дека неговиот производ е најдобар. Но сепак ние мораме да сме многу не само ефективни, туку мора да сме искрени во она што го кажуваме. Да не кажуваме дека се кај нас мед и млеко. И во Сингапур не е се мед и млеко, дури во Сингапур голем број на компании се имаат големи предизвици. Но она што сметам дека е најважно е дека компаниите кога ќе дојдат тука, во било кој момент ако имаат некакви предизвици или потреба за помош, тогаш владините институции се тука на еден или друг начин да им помогнат. Никој нема да рече дека нема некој да се соочи со проблеми. Тоа ќе е апсолутно утопија, ако тоа го кажеме. Но сметам дека нашата активност и директниот контакт со компаниите кои се одвива секојдневно, дека на еден или друг начин ние успеваме да ги решиме нивните проблеми. Може би не 100% од проблемите имаат решение, или може би секогаш нивните барања не може да бидат задоволени. Понекогаш американска компанија бара да ги имаме нашите работни односи според американските правила и принципи. Тоа не е можно во Европа. Бидејќи Европа општо е социјална, сите држави во Европа се социјални држави. Американските правила и прописи на работни односи не може да се функционални, но сепак ние имаме некоја флексибилност која е добра и за работодавачот и за работниците. Од друга гледна точка, она што го кажавте и што беше изнесено без да навлегувам во бројките, она што е важно е кои се бенефициите за странските компании. Во технолошко-индустријските развојни зони, како прво, спомнавте една бројка колку е вложено во инфраструктурата. За голем број од овие компании, инфраструктурата и можноста да тие веднаш започнат е можеби и пресудна, бидејќи во многу други земји купување на земјиште, добивање на градежна дозвола, изградба на целата инфраструктура, комуналите и сите тие работи може да траат понекогаш. Баш вчера имав една компанија од Германија која ми кажа дека во Италија само за да стигнат до тој момент ќе се потребни 2,5 години. Направија паралела, отишле во Словачка, за 5 месеци од моментот на купување на локацијата имале функционален објект од 2000 квадратни метри. Праша колку ќе ни треба во Македонија. Она што е кај нас направено не само однапред изградена инфраструктура, или во некои од зоните инфраструктурата се гради паралелно со првата компанија која доаѓа таму, туку можноста да директно од државата се добие долгорочен закуп на тоа земјиште, тоа значи инкрементално помал трошок на почетокот. Иако во тие 99 години или без разлика на колку години тоа земјиште ќе биде изнајмено, ќе се исплати тоа земјиште, но истовремено и колку брзо може да се добие градежна дозвола. Ние дури во Законот за технолошко-индустријски развојни зони се направи адаптации да ние како институција ги даваме тие дозволи по поедноставени и побрзи процедури од колку оние што постојат во Министерството на транспорт. Дополнително, даночните ослободувања значат за компаниите тоа е бенефиција и добивка, но за државата тоа значи дека државата се откажува од нешто што воопшто не постоело. Пред тие компании да дојдат, никој не го плакал тој данок. Значи тоа не е трошок за државата. Тоа е бенефиција за компанијата, но државата тоа е опортунитетен трошок, но трошок кој воопшто не би постоел ако компаниите не биле тука. Така да од таа гледна точка сето она што се даночни ослободувања во определен временски период, и тоа не значи дека за сите компании овие даночни ослободувања ќе се во период на 10 години. Лимитот на максималната вредност на помошта која секоја компанија може да ја добие е утврден не само според македонски, туку и по европски правила и прописи. И не може да надмине повеќе од 50% од инвестицијскиот циклус кој трае 3 или 4 години. Значи компанијата може да реинвестира 5 пати ако сака. Тоа не значи дека дополнително ќе се добиваат пролонгирани периоди на даночни ослободувања. Она што се нуди за првите 100 вработувања или инвестиција од над 15 милиони евра, тоа е една парична помош од пола милион евра која се користи кон градба на објектот. Но ако се споредиме ние, прво мора да земеме во обзир дека не само платите, туку и сите бенефиции не живееме ние во еден изолиран систем кој се вика само Македонија. Од гледна точка на трудоинтензивни компании, Молдавија, Белорусија, Украина, Бугарија, Србија, Романија, пред да почне арапската пролет и Мароко и Тунис беа директни конкуренти. Можам со сигурност да ви кажам дека 70% од тие земји имаат пониски трошоци на работна сила отколку Македонија.
Така да секогаш трошок и што и да се случи, земји како Белорусија, Украина, Мароко, ние да бидеме поевтини од нив, физички не може, бидејќи тие се прво многу поголеми од гледна точка на популација и слично. И наталитет и се друго. И градовите и регионите во кои тие се позиционираат. Исто така ние не сме нити земја која граничи со Германија. Не сме ниту Полска, ниту Чешка. Значи транспортните трошоци во земја која е на периферијата, во овој, ако го гледаме центарот на индустријата да биде во Штутгарт, ние сме на над 1700 км од Штутгарт, што значи дека тоа е транспортен трошок, со 2 шофери камион треба да стигне од Штутгарт во рок од 2 дена. Тоа не е бесплатно. Ако сте вие во Прага, вие можете да стигнете во Штутгарт за едно попладне. И да се вратите истиот ден, бидејќи целиот овој производ и репроматеријалите најголем дел доаѓаат од Централна Европа и крајниот производ е таму. Нема да се да оди во Штутгарт. Во случајот на Джонсон & Джонсон вчера, фабриката во Струмица ќе произведува за Форд во Шпанија и за General Motors во Полска. Од Македонија до Валенсија проверете на карта колку е географската далечина и колку време со камион ќе треба да се стигне до таму. Ако тие одлучиле да бидат во Мароко, од Мароко до Шпанија 14 км преку морето и потоа се веднаш тука. Но сепак тие не избрале нас, а не избрале некоја друга земја. Истовремено она што е важно е бенефициите кои ние ги нудиме. Не сме нити прва земја, нити последна земја која нуди бенефиции и не сме земја која нуди најмногу бенефиции. Ова ви го кажам со сигурност, бидејќи компаниите ги гледаат сите овие земји и ни кажуваат што другите земји нудат. Без да именувам земји, но постојат земји во нашиот поширок регион, каде што некој кажува се што ќе ви понудиме во Македонија, ние ќе ви понудиме минимум $1 повеќе. Тоа нова не е пазар. Не е работата ние да се ценкаме кој ќе понуди повеќе, бидејќи постојат правила и прописи што и доколку може да се понуди. Значи сето оно што се нуди и на ОДВ Електрик и на сите други компании, однапред им е кажано, ова е понудата во кеш компонента, ова се даночните ослободувања и во тој момент кога ќе се стигне до тој лимит, завршува помошта. Не само дека е тоа заради нас или заради нив. Постои можност било која компанија која е конкурент на странски инвеститор кај нас или на домашен да дојде и да покрене истрага преку Европската комисија, преку DG Competition. И тоа се случувало во голем број на земји и компании во Источна Европа и при таква истрага и државата и компанијата се пенализирани, казнети и могат да платат големи суми. Имаше случај на Nokia во Романија, каде што Nokia влезе во Романија, вработи над 3000 луѓе и после 3 години се повлекла. Мислам, не се сеќам точно, но пеналот беше над 200 милиони евра, требаше компанијата да плати пенал, бидејќи не ги испочитувала договорите и истовремено добила повеќе помош од колку што било дозволено. Така да сите да уверувам дека она што значи давање на државна помош, ние многу континуирано и секоја година го следиме да видиме која компанија до кој ниво е, за да се знае што и како сме да добија, а и компаниите ова го знаат однапред. Значи ова не е нешто што одеднаш после 4 години од кога тие ќе функционираат ќе му текне некому и тие одеднаш ќе речат сега се смени условите од почетокот. Така да мора да сме апсолутно транспарентни, бидејќи било каква наша потенцијална грешка кон некоја компанија или нешто да направиме различно од ветеното. Таа компанија, без разлика колку е голема таа индустрија во светот, веднаш тој лош глас може да се прошири низ индустријата и веднаш ние како држава да бидеме ставени, да не кажам на црна листа, но да бидеме дестинација која на еден или друг начин не го прави она што однапред го кажува. И тогаш целиот наш труд во овие изминати години ќе падне во вода, бидејќи навистина нема да имаме можност да нови инвестиции. Тука ќе завршам, а потоа сум отворен за прашање. Благодарам. Благодарам господине Миза. Нешто што ќе се согласам е дека странските директни инвестиции се потребни на секоја држава и нормално секоја држава мора да направи отстапки во интерес да ги привлече тие странски инвестиции. Едноставно податоците кои што не се достапни со цел да се испитаат и да се проценат тие трошоци, можеби ние би требале да работиме во таа насока за да имаме поголема транспарентност во иднина, за да можеме да ги измериме ефектите од целите овие странски директни инвестиции. Иначе тие се позитивни и секоја држава треба да оди во насока на привлекување на странски директни инвестиции. Само ако можам накратко на тоа да одговорам.
Мислам дека ова прашање слично го разговаравме и во Штип. Она што е важно, во голем случај се прашуваат зошто од секоја компанија пакетот не е целосно даден и транспарентен. Она што ви го кажав е дека секоја компанија знае кој е максималниот лимит, но потребите и инвестицијскиот циклус на секоја компанија не се исти. Од таа гледна точка не може секоја компанија да добие ист вид на помош. Но ако ние за секоја компанија јавно ги кажуваме параметрите, тогаш губиме апсолутна преговарачка можност со било кој еден инвеститор, бидејќи прво постечките компании секој кажат јас сум добил тоа, ти си добил тоа, зошто не сме добиле исто? И секоја следна компанија ќе дојде со аргумент, па тие постоечки 3 компании кај вас добиле вакви параметри, ние сакаме да добиеме нешто повеќе, нешто поразлично. И тука ја губиме таа можност на разговор и преговор. Лимитот се знае однапред, но како се стигнува до тој лимит зависи од потребите на компаниите, но истовремено од регионот каде ќе инвестираат, од она што значи трудоинтензивно, капитално интензивна инвестиција, динамиката и сите оние други параметри кои мора да се користат во тој момент за да се направи специфичен пакет за секоја компанија. Пред ви благодарам. Зборот го има господинот Насер Елгјази, директор на секторот за локален развој. Исто така би ме прашала колку вие дали сметате дека овие компании и колку можат да донесат за локалниот развој во овој регион. Ви благодариме. Да му дам drejtovam në Gjionshqipë dhe falenderoj njërë personalisht po edhe nga si përfaqësues i Komunës së Strugës për ftesën, për të marrë pjesë në këtë debat publik në lidhje domethënë me zonën teknologjike. Се благодарам, аз ви се заблагодарувам што јас ќе се изразам на албански јазик и ви се заблагодарувам што за поканата како представник на Општина Струга, односно директор на секторот за локален развој. Njërë pikë së pari domethënë duhet të informoj domethënë qytetarët aty në përgjithësi që përfundua bush themeli domethënë për zonën e re teknologjike në komunën e Strugës. Ne si komunë nuk ishim as të ftuar as të informuar më. Како прво сакам да ги информирам и граѓаните дека кога се основаваше технолошката индустријска зона во Струга, ние не бевме поканати како Општина Струга. Ne si komunë domethënë zotrojmë vetëm një dokument që ka të bëjmë një studim që domethënë çfarë është impakti i zonës teknologjike mbi ambientin njerëzor. Ние како општина поседуваме само еден документ кој објаснува која е значи значајноста на или импактот на технолошката индустријска зона во нашата општина. Për ditën që e kam marrë ftesën, jam interesuar bashkë në komunë të marrë Економски статус и не може да се очекува од нив да знаат англиски јазик. Aspektin tjetër domethënë ka rastisht personalisht udhtoj në Poloni, isha në një planim andaj. Dhe një takim me një përfaqësues Polonisë domethënë ishte vite domethënë për gazeta ku Polonia domethënë tregoshte si vend mjaft i suksesshëm që domethënë e kaloi atë aspektin e tranzicionit shumë shpejt dhe ishte bërë një nga ekonomitë konkurruese domethënë në Evropë. Јас лично имав можност да одидам во Полска во значи за подготвување и таму видов дека повесниците се зборуваат дека Полска е држава која економски се развива позитивно. Dhe domethënë një nga përfaqësuesit aty, mikpritësit që ishin, e pyeta domethënë ku domethënë ja adresojnë këtë ngritje kaq shpejt, domethënë prej kalimit domethënë prej një sistem dhe duke kaluar në ekonomi të tregut të ri, liberal domethënë edhe kaq shpejt domethënë për disa vite në delivizoi Polonia. И на едниот од представниците му се обратив и го прашав кој е значи на кого му го посветува овој економски позитивен развој. Dhe domethënë javori mund të çdo marrë asaj javori ne orientuam domethënë si qeveri pikën e parë domethënë që domethënë shkollat e mesme profesionale. И тој ми одговори дека Profesionale teknike. Како влада се концентрира значи на средните школи и односно на техничките средни школи. Në fakt domethënë
ngritja e kuadrove të reja, mos orientohet shembull në drejtime tjera, po domethënë në drejtim profesional dhe teknik, siç është rasti shembull gjimnazi mashinerisë, gjimnazi elektros. Odnosno, новите кадри кои се образуваат да одат повеќе на средните школи кои се за машинерија, за технички професии и така натаму. Në moment më kujtohet domethënë në Strug kishim ne një gjimnaz, i thoshim zavod ishte domethënë gjimnazi i mashinerisë. Sot është i mbyllur ka 10 vjet. И тогаш ми текна дека и ние во Струга во едно време имавме такво средно училиште, кој се викаше завод или средно училиште за машинерија, но веќе 10 години е затворено. Domethënë orientimi atij ishte që domethënë ai domethënë zotnia në fjalë, domethënë më thoshte domethënë asaj kur vjen një investitor i huaj, ne i ofrojmë domethënë mund të thonë lirisht që kemi shembull në një qytet vogël kemi 500-700 meranimi kuadër të kvalifikuar që të dinë të përdorin ato mjetet. И тој ми се обрати лично на ние кога ќе дојде некој странски инвеститор, ние веднаш може да му кажеме дека се спремни, дека имаме подготвени лица или имаме мал град во кој постојат 500-700 луѓе кои знаат да ја направат таа работа. Dhe domethënë aspekti vetëm pse aspekti menaxherial i asaj ndërmarrjes domethënë që mund të kvalifikohet ose domethënë mund gjesh ato 5-6 veta, mirë po ajo vara e madhe ato 500.000 veta ato I kishin pa problem. Значи не во прашање само менаџирањето од таа компанија, туку во прашање дека кога ќе дојде работата ќе имат спремни 500 или 700 луѓе кои можат да работат во таа масата. Unë për vete shumë bashkë me kryetare, domethënë ka 3 vjet që bëjmë kërkesë te Ministria e Arsimit, domethënë që këtë gjimnaz që ka qenë në Strug ta vëndojmë prapë në përdorim. Јас заедно со председателот на општината веќе 3 години се обидуваме и праќаме барање во Министерството за образование за повторно да се отвори ова насока во средното образование, но до сега ништо нема. Si le thanë edhe paraforcit para me, domethënë neve si zonë provinciale që jemi nuk është e lehtë të konkurrosh brenda Maqedonisë, të polish Tetovës, Gostivarit dhe Shkupit që njëra me tjetrën kanë një dallim prej 20 kilometra dhe afërsisht mund të thuash afër 1 milion banor jetojnë aty. Како провинција имаме уште еден проблем дека ние не може да им конкурираме на другите градови во Македонија како што се Гостивар, Тетово или Скопје, бидејќи на 50 km од овде живее 1 милион од населението. Krau punës ose krau I kvalifikuar I punës gjet më lehtë në ato zona ku është pjesa më e dendur e profesionit. И значи дека работната сила или луѓето кои се квалификовани за ова работа се наоѓаат таму, не овде. Prandaj për Strugën e për Ohrin unë besoj që nuk mund të fol për Ohrin, por besoj që larg poshtë njëjtën probleme kemi domethënë. Мислам дека и во Струга и во Охрид, јас не можам да зборувам за Охрид, но мислам дека и се проблем има. Ka vendet e vogla, domethënë çdo gjën e parë që vjen investitori, domethënë çdo për krahun e punës. Shembull nëse bëhet për tekstile, e thonë fani aketi 500 persona të kvalifikuar që dinë ta përdorin një aparat tekstili. А првото прашање кое го поставуваат странските инвеститори е тоа дека дали имате вие работна сила, дали имате, например, ако се работи за текстила, дали имате 500 квалификувани луѓе кои можат да работат во таа. Ne e dim lartësisht që neve nuk e kemi atë numra, atëherë normal ato vazhdojnë në qytetet më të mëdha ku I gjejnë ta. Ние секако знаеме дека не го поседуваме, не ја поседуваме таа работна сила и нормално дека тие ќе одат да бараат во друг град. Prandaj sugjerimi im do ishte domethënë që në zonat vogla si Struga dhe Ohri domethënë më shumë do të shihet domethënë do të shkohet në 2 drejtime normal. Investimet e huaja janë të mirëseardhura për qytetet si Struga dhe Ohri, mirë po duhet të jetë edhe në kombinim domethënë një pjesë të investohet në rikvalifikimin ose riorientimin së mos të rinisë në këta drejtime që nesër shembull kur na troket një investitor. Domethënë ne ti kemi këta numra, domethënë neve ofertën tonë ta kemi që domethënë И мојот совет би бил да се работи во ова насока, значи да се квалификуваат луѓе, да се работи на тоа, за утре кога ќе дојде некој
инвеститор, ние да бидеме спремни за секоја намера. Faleminderit edhe një për ftesën dhe unë një të kohë jam këtu edhe si panelist, po jam edhe si qytetar, që të marrë edhe informacione dhe vetë sa më shumë në lidhje me këtë zonë, sa e shihni jemi këtë në blackout. Уште еднаш при се заблокирувам и сакам да кажам дека овде сум и како панелист, но и како граѓанин за да се информирам за све што ќе се разговара. Благодариме господине Илгази. Само едно кратко прашање. Вие како директор на сектор за локален економски развој на општина Струга, кои активности ги превземате за зголемување на локалниот економски развој во општината? Dhe më thonë, komuna, ne dhe si komunë, dhe më thonë një pikë se pare, dhe më thonë, përgatisim një strategji për zhvillim të komunë, dhe më thonë, strategjia që shkon dhe në 5 vjetër më tepër. Како, значи, ние како општина подготвуваме една стратегија за развој, стратегија која треба, значи, во време трајање од 5 години. Strategji pasaj, dhe më thonë, kemi në debat publike e shtrojnë. Исто така организираме јавни дебати. Po, për fakt keq, dhe më thonë, duke marrë parasysh edhe statistika që i marrim nga enti për statistika dhe nuk janë të sakta dhe për shkak se regjistrimi i fundit që është bërë në Strugë është daton për 2002 dhe duke marrë parasysh që ka kaluar për 12-13 vjet dhe struktura e shoqërisë ka ndryshuar. Но, за жал, од статистиките што ги земаме фондот за статистики, последното регистрирање на населението е направено во 2002-та и за 13 години многу е сменато, значи, бројот на население и стари се податоците. Dhe ne dhe këtë punë mundohemi ta bëjmë vetë në brenda si komunë. И ова работа ние се обидуваме сами да ја направиме како општина. Në një farë mënyrë kjo strategji të ndihmojë edhe biznesit vogël të mesëm, po edhe shoqërisë përgjithësi që ka ta orientojnë biznesin e vet ose edhe popullata dhe rinia ka ta orientoheshin në ardhmërinë e vet ose mos ato që mirën në gjimnazi dhe që shkojnë në studime më tepër. И се обидуваме со оваа стратегија да го ориентираме младиот бизнес или граѓаните за како да работат, што да работат, односно младите генерации за што да студираат. Për shembull, ne jemi një vend turistik ku mund të ketë afër vetëm 10 diplomuar në turizëm. Бидејќи ние сме град или општина во кој имаме само 10 дипломирани во факултетот за туризам. Që është pak, domethënë, një numër mos thonë shumë i vogël në dallim nga kërkesa që është në teren. И тој е многу мал број во однос на барањата кои се напистено во неговото практика. Ka aspekte tjera, domethënë zhvillimit ekonomik janë më shumë, domethënë si komunë normalisht jemi drejtuar vetëm në infrastrukturë, kanalizimi, këta tërheqësh investime, domethënë në këtë drejtim, donacione, grante ndryshme. Normal, sa më pak përfshirje të nga aspekti financiar i komunës, se ju e dini edhe komuna e Strugës se sa është financiarisht e shëndoshme. Поради оваа причина ние повеќе се посветуваме на инфраструктурата, значи за општинските работи, бидејќи сите знаеме колку на буџет или колку средства има Струга како општина и колку работи може да направи со тоа. Ред ви благодарам. Сега би сакала да ги повикам присутните доколку некој од вас има некој прашање да постави кон говорниците. Клим Шишевски, собствено на фирмата Шишин инженеринг и иначе и советник во Советот на град Охрид, член на Советот на градски татковски што викат или член на Советот за економски развој. Така да сме уклучени во целиот процес на имплементација на да кажем овие инвестиции со сета своја снага и умешност и знаење помагаме во делот да ипак Охрид се врати во она светло што порано беше како град, голем индустријски град со над там 25.000 работници
се трудиме, али секогаш имаме мали проблеми, вишукаме, лесно е да нешто расториш, тешко е нешто да изградиш и да се покрене. Ево, ние со нашите, да кажем, јас како собственик, понекогаш имаме проблеми со, да речем, местото, односно локациите. Но, покушавме ево со ова зоната Маунскер, таму кај што градоначалникот обеќа дека тука ќе може да се уклучат и повеќе домашни фирми, како би имали не само бенефициите, него едно место кај што ќе можеме и ние да ствараме некој развој, пошто не се можност ради некои X причини вакви делови да одиме понатака и да се развиваме. Значи не е само пазар, него и овие можности. Не знам тука до кај, може не сте компетентни во тој телевизор да кажете, али сигурно ќе знаете повеќе тука, дали во делов ќе има некои бенефиции во оваа индустријска зона, Маунскер, тука, и за колку брзо ќе можеме без разлика што таа не е технолошка индустријска зона за странски инвестиции, али се надевам дека тука многу домашни инвеститори можат да инвестираат, барат локации тука, а со локациите можеме да ствараме доста во тој дел во однос на производни програми, пошто ни се бара доста производи, имаме, спремни сме да обучуваме работна снага, пошто сега за сега го немаме на старото преквалификација, пара да имаше преквалификација преку заводите за обработување, преку ЕМО, не знам, Застава и многу други фирми. Се покушаваме ние да го ствариме тоа, веќе ево, знаете, да кажам, во Охрид може има 5 фабрики за производство на камини на пелети, печки на пелети. Тука има фирми кои што секој ден на поедеш прероди за извоз за Италија, значи тие се домашни. Тука значи имаме можности, имаме капацитет, само некои работи ќе треба, мислам, да ги средиме. И што значи како работна снага ќе дојдеме до делов на работна снага која што ќе биде дефицитарна, мислам тука ќе се соочат и странските инвеститори, и дали во овој дел образованието ќе ги прати трендовите инвестициите за на пазарот да има работна снага која што е квалификована во овој дел, а не само ние викаме имаме овој општина Охрид, имаме запослени 250, 280, 300, од кои што да кажем 80% се со факултет за туризам, што не соодействуваат на делов кој што можеме сите стручно да видат. И се запослени Божи гледал, што рече господинот од Струга во локален економски развој, да не се стручи да направат некои програми тука, а сите ни бараат во овој дел да направиме програма, проект со кој би аплицирале во тој дел. И тука говориме, мислам, со ова. Едно ваше размислување во тој дел, така би сакал. Гледна точка на индустријските зони. Со измените на законот за индустријски зони и ние како институции имаме ингеренции за индустријски зони кои се формирани од страна на владата, каде ние ќе видиме инвеститори, ќе ги разбираме тие зони. Прва таква зона во еден краток временски период се планира да биде формирана во рамките на дел од постоечките поранешни погони на ЕМО. Од гледна точка на локацијата Маунскер, тоа е на општинско ниво се активностите на зоната, така да тука немаме нити ингеренции, нити сознанија до каде е тој процес, дали е таму нешто поврзано со имотно-правни односи или со некои други потенцијални пречки, така да за таа локација не можам да кажам, но можам да кажам дека во рамките на поранешно ЕМО дел од тој комплекс ќе биде индустријска зона. Во индустријските зони специфични бенефиции, барем во моментов според закон нема нешто што е специфично како што се нуди во ТИРС, но тоа не значи дека потенцијалните компании не би може да добијат бенефиции. Но што е важно, што беше спомнато на почетокот, дека дури од анкетата делот од компаниите или од луѓето кои биле анкетирани велат да има исти бенефиции за домашни и странски компании. Крајот на минатата година 2 домашни компании објавија и ги започнуваат активностите за инвестирање во зоната во Скопје. Значи тука се компании кои
подолго време функционираат, едната се вика High-Tech, другата Teteplast, и тие компании не го затвараат својот погон да го префрлат во зоните, туку е проширување на нивната дејност и работа на некои комплементарни активности, бидејќи посебно компанијата High-Tech беше 100% извозно ориентирана, не беше на локалниот пазар и од прототип сега ќе прават серијско производство, додека компанијата Teteplast, иако дел продава на домашниот пазар, она што ќе биде во зоната ќе биде чисто за добавување до нивни клиенти најдобро во Германија. Околу образованието апсолутно се води сметка и годишните програми од страна на Министерството за образование од една точка не само за дисперзирани студии, туку и за технички школи, активно се усогласуваме со нив да им кажеме кој вид на компании и каква структура на работна сила е потребна. Посебно во случајот во Охрид, каде што ОДВ Електрик и Костал, немат исти потреби за работна сила. Во ОДВ Електрик е повеќе трудоинтензивна дејност, не дека инженери таму не се потребни, не сакам да кажам тоа, туку најголем дел, помалку, додека Костал е друг вид на компанија каде што заради тоа дури одсек мехатроника, кој е дел од машинскиот факултет, таму ќе има асемблирање, значи таму се потребни поголем број можеби на технички лица, но искуството на поранешни луѓе или кои биле работени во текстилната индустрија се можеби посоодветни за ОДВ Електрик, каде што некој друг вид на поранешно работени, без разлика дали во моите со тие работени или се во завод за вработување, би биле најсоодветни да работат во таков вид компанија. Ние сепак со нив работиме на изнаоѓање на конкретниот соодветен вид на образование кој може да се понуди во регионот. Не се гледа само Охрид или само Струга, бидејќи ние кога го нудиме и зоната е зона Струга Охрид, но и целиот регион од околу 120.000 луѓе е целиот регион кој се и Деваца. Благодариме. Дали може би некој друг сака да постави прашање? Имаме дополнителни реакции, не во смисла да сме против, да свата погрешно, напротив сме за тие активности и Охрид и сега, кој што вие дискутантите кажавте, али тука се сочиме со еден проблем и повеќе мислам за советникот да биде осознание за тамошните активности на таа локација, а и почитам очекувам дека тоа ќе се развива тој проект и секако вие во тој период ќе бидете качи вклучени во тој проект. Сакам да кажам, ние ќе покажеме на проблемот, еден наш член во друштвото кој работи во сферата на археологијата, со негови документи во времето на покојни Владо Мајков, наш описки, работи во тој квалитет. Имаме, значи, со материјални докази податоци дека тука на тој квалитет. И сега точно на
која површина постои праисторијски град, останал их недословно спомничен Охрид. И сакам да се ни кажаме дека на тоа, кој сам таблика, покажам дека при градата на таа зона треба се внимава на тој локалитет, кој што по наши процедурања може тоа локалитет да биде економска можда и повеќе исплатив со било која зона од други граѓани. Тоа поврзано со што се случи со живеењето на Коново градиште, кое што во почетокот беше налекувано количината и така нешто, предници наши фактори, а сега е објект кој што е туристички производ, држав единствен најнов за наше помине, што носи голем профит, тоа нешто е слушаме од надлежните институции што стопанисуваат. Чисто како живење, че генерално и лично поздравам и голема поддршка во рамките на ваквите активности. Да кажам, малку народно да кажам, нашите оние средби с моите пријатели на визите, често пати оне дел доаѓаат, малку пата заедно, малку пата и да што се спомнам. Тоа не зависи од сакаат да прави други моменти што почуваат, али и тоа кажат дека што повеќе инвестиции, што повеќе конкуренција, така да благодарам. Дали некој сака да постави друг прашање? Јас би поставила само уште едно прашање во насока на заклучување на соработката помеѓу овие странски директни инвестиции со македонските компании, бидејќи само така Македонија би имала уште поголеми ефекти од овие странски инвестиции. Така да би сакала да ги видам вашите размислувања и што би можеле ние да направиме за да ја зајакнеме оваа соработка. Прашањето до мене постави. И до господинот Мицо и до господинот Елијас. Тоа е најтешкото прашање за македонска. Ако сте малку патени во автомобилска индустрија, знаете дека договорите со нашите клиенти се нула грешки на милиони испорачени производи. Тоа не е само за ОДВ-те, тоа е во целата автомобилска индустрија. Че ние минатата година на шега правихме над милион кабли во тренинг, во уведување на технологија. Кога ќе почне сериозно да работи, вкори ќе правим 200.000 кабли месечно. Недално се изведува. Што значи, за да некој нас може да не го даде тој квалитет, тој ќе мора да има капацитет од 50-100 милиони компоненти месечно. За да може да го постигне тој квалитет што се очекува и таа цена што не добива на пазар. Че тоа ќе биде еден макотрпен чекор, каде што локалните компании ќе мора да си го бараат своето место на пазарот. И јас сметам дека едно поврзување на локалните компании со светските производители тоа ќе биде неминуемо. Поготоа ако ги следиме новите технологии со принтери во 3D, станат тие компоненти во веројатно не многу далечна иднина ќе бидат концепирани некаде, ќе бидат произведувани на лице место веднаш покрај корисникот на таа оправа. Јас лично имав контакти со неколку можни добавувачи и посветив многу време и прошетав им дав цртежи, дури им дав индикација за цена, ниеден од нив не се јави уште еднаш да даде, нити даде понуда. Свати едноставно дека нивното ниво на технолошки напредок, на знаење, на искуство, на капитализација не може да. Од друга страна имаме дадено повеќе стотици илјади минатата година во Македонија, али тоа станува збор за non-coop производи, не во нашиот производ, значи за обновување на нашиот brownfield инвестиција, за помошни материјали, за изработка на помагала, значи филозофијата на фирмата што е можно повеќе локално. И уште нешто што може би многу важно, за да ние внесеме компонента што во овој момент ја купуваме од Америка, например, мора крајниот корисник или Volkswagen, ако е за Volkswagen, да ја одобри таа компонента. Значи тој добавувач што ќе сака, ќе добие максимална поддршка од ОДВ, максимална моја лична поддршка, ма треба да е свесен, ќе треба тој производ да го валидира и кон крајниот корисник. Значи тоа е мене ми е многу жал што представниците на медиумите ги нема тука. Тоа е еден вид на додадена вредност за држава. Тоа е еден процес што трае време да се разбере што значи да се испорачува за автомобилски
Благодарам, господине Миза. Она што ние активно го правиме е да видиме на кој начин може да се зголеми оваа соработка. Од таа гледна точка, во моментот има еден активен проект од Светска банка и IFC, каде што заедно со Министерството за финансии, ние и Агенција странски инвестиции сме во соработка со компаниите и засега најголем дел од овие локални добавувачи се фирми кои се градежни компании, кетеринг услуги, одржување, транспорт и логистика. Во транспорт и логистика е огромна сумата, 100%, алатници, различни видови на компоненти, но најголема соработка во моментот имаат, ќе кажам дури ќе ги именувам фирмите. Ванхул од причина што тие прават краен производ. И тоа е многу поразлично од компаниите кои прават компоненти. Во тој краен производ дури дел од шасијата во моментот се прави во актива во Штип, каде што компанијата изгради специјален погон само за тие потреби. Унипласт од Струга прави голем број на компоненти од фиберглас и од пластика. Тука се сите делови на предниот и задниот браник на автобусот, влезот каде што се скалите. Предвадена бевме на подпишување на втората фаза на Ванхул, каде што тие кажат дека освен 400 луѓе што ќе бидат работени во фабриката во Скопје, минимум 150 луѓе ќе работат како нивни дополнителни добавувачи низ Македонија. Значи, ова е директна додадена вредност од таа инвестиција. Но ако тие компании, без разлика дали актива Унипласт или било кој други, тие соработуваат со околу 150 добавувачи, успеат да бидат нивни добавувачи во системот секојдневни, тоа значи дека таа компанија ќе може таа референца да ја искористи за да се нуди на други места. Не само во Македонија, туку во регионот и пошироко, цел свет. Има компанија од Кочани која изгради специјални метални танкови во фабриката на Джонсон Мети. И потоа, кои беа вредни 8 милиони евра. 8 милиони евра обарт за било која домашна компанија. И светска е многу. И врз основа на тие 8 милиони евра, тие сега станаа глобален добавувач на 16 фабрики на Джонсон Мети низ целиот свет. Тие ексклузивно го произведуваат тој производ. И ако вие сте кажале дека за Джонсон Мети тоа може да правите, веднаш им се отворени пазари во Америка и во Германија и во Јапан. Така да таков вид на примери работата е да има што повеќе. Но тоа е малку и кокошката и јајцето, како што каже Огнен. Ако компаниите кои се локални не ги задоволуваат тие услови, немаат доволно технологија. Нажалост, голем дел од нашите компании времето застанало додека тие работеле окей во 80-тите или почетокот на 90-тите години, немаат вложено ни денар, ни цент, ни фенинг, што се вика во напредна технологија. Да не зборуваме во до едукација на вработените во компјутерски системи и во сето она што е потребно. И тука е начинот на кој и оваа пилот програма зедовме ние 5 компании во процесот, Унипласт со Струга е една од тие компании, неколку други, како нив да им помогнеме, бидејќи според мене од сите овие бенефици што ги збориме од странски инвестиции, најмногу е начинот на размислување. И тој ноу-хау, тоа на факултет не се учи. Тоа само компании од глобални брендови може да го донесат и да ни помогнат нас, без разлика каков локален факултет научите и на Стенфорд, на MIT да студирате, нема да научите како се работи, ќе научите како се работи во компанија. Така да, ова е процес, да се надеваме дека тој процес нема да трае 50 години, туку ќе трае 5 до 7 години. Но истовремено, ние не сме Чешка. Чешка или Чехословачка била на ниво на индустриализација како Германија во 30-тите години. Иако таму имало друг систем од 45-та до 90-та, многу полесно тие се вратиле во тој колосор, без разлика дали тоа било Шкода или било други работи. Ние и во времето на Југославија, Охрид бил индустријски центар, Охридско-Струшкиот регион. Но Југославија, на жалост, повеќе не било концентрирано толку многу во Македонија, било во други делови, нити пак тогаш се размислувало, бидејќи бил таков пазарот, се било директирана економија, не значило дека овие производи треба да се конкуренти. Ние на Ирак ќе спорачале некоја опрема и ќе ни даде нафта. Се било во натура, а не било според пазарни вредности. Благодарам. Господин Илјазе, какви се вашите размислувања?
Po, domethënë si shoqëri, domethënë nëse s'mund ta prodhojmë domethënë produktin final, atë ta zotëni domethënë për transport dhe për ndërtim. Besoj që mund të konkurrojmë edhe në atë drejtim duhet të shojmë edhe ose të orientohemi më shumë. Do thonë tash 100%, po pjesa më e madhe. Значи ние како општество во Македонија, како што кажа господин Антоне, ако не може сами да произведуваме финалниот продукт, тогаш треба да се концентрираме на заостанатите. Останатите. Тоа më shumë në shërbime, Комплементарни. На услуги, на услуги, па që da se orientirаме към turista. Тоа, pjesa tjetër e Тие се наши индиректни вработувања, што рече премиерот. Значи тука ние наѓаме шанси, ама ние работиме со лярница, исто се отека се надевам со ние со хостел, значи секој треба си го бара својот дел и онам кај што е квалитетен, она што рековте вие, колку е стручен, колку се совршува, едуцира, потребно колку инвестира не само во технологија и во знаење. Но ние покушаваме преку сајмовите и преку разни едукации, семинари да стигнеме. Ние имаме сега баш пато Кичево Ори Струга и се гледа тука колку нашите фирми, сите, целиот регион е Сите камиони со камиони, Уклучени, да го покријат. Илидбен ви е уклучен таму целосно, така, але е уклучен цело. И плюс гледам од Албанија носат багери, носат камиони, све, значи тоа се гледа. А оние се, господин, значи тие се директни вработувања, што рече премиерот, и тука си бараме ние шансата. Не само тоа, ако 1000 вработени примат 200 евра плата, тоа се 200.000 евра секој месец. На пазарот Тие пари се трошат, тоа не се луѓе што штедат, тоа се дупки се затвара. Само ДДВ од тие 200.000 евра се 40.000 евра секој месец што ќе се слее. и за општината, и за државата, за сите. Така да многу брзо доаѓаме на таа цифра 26.000. Да, многу брзо. Јас би сакал што нешто да кажам. Јас би сакал колегата Насер званично да му дам визиткарта, што имам мобилен телефон, мејл, и да го покарам него сам со градоначалникот или со кого што тој смета прво да не посети. Второ, ако сака заедно отидеме во зоната на лице место, тој да се убеди од разговорот како се движи и да кажам пред сите, ние како ОДВ сме не политичка организација. Ние почитуваме институции, институцијата е општина Охрид, тоа е Насер денес, утре некој друг, тоа е Селмани се викаше денеска, утре некој друг, така што е најљубезно и од срце. Фала. Поведете. Не, затоа Има мобилен телефон, има имейл, ме поканувам само ден-два однапред. не, интересно беше пред 2-3 дена некој од новинарите баш го праша граначалникот за технолошката служба. А тој вистина и нема некаква информација и како општина нема, знаеш. Не беше ни на отворањето. Но беше поканен. Беше Беше. поканен. Пред 3 дена сам рече Да дека е го поканен. задржиме ова сега. Овлекот кој ќе дое колега ќе му го покажам мејлот што е испратен да е општина Струга се покана. Од наша страна Развојна зона е за нас и за овде. Јас исто би сакал предлог за општина Струга, значи ние навистина имаме проблем да вработиме во општина Струга, веќе не постои јавен превоз. Имаме во моментов 20 Струга, еден Обревчани. Работното време од 6 часот прва смена, втора завршува во 10, треба да додат луѓето барем 15 минути пред почетокот. Во моментот работничките немаат превоз, Струга да дојде работи во Охрид. Кога ќе се преместиме во зоната, тогаш ќе имаме ќе бидеме на половина и дали ние сами, дали во заедница со општина Струга, општина Охрид ќе мораме превоз да организираме. Значи тоа е нешто што едно објаснување можете да го пренесете кон колегите во Струга. Да. Толку. Има фирма 1000 души, да знаете. За вас да ви кажам, не е за медиумите. За вас да ви кажам, за фирмата ОДВ Електрик е во процес некаде пролетва летова ќе почнеме да имплементираме ISO 14011 стандард за заштита на човековите права. Тоа е чиста индустрија, нема потреба, али во секој случај доброволно ќе се направи. И за потребите на зоната, А вие ќе пренесете на и медиумите. Сатеска и Рибрица се целосно изчистени, за да не се случува сето тоа што се случуваше на тој потек каде што можеше ватерполо да играме, кога ќе заврнеше до. Имам уште едно прашање. Со
само да прашам за технолошки индустријски развој. Зошто толку се фокусираме на да им годиме на порешните инвеститори од странство, а не се фокусираме на нашите, да речем, граѓани на државата, пошто толку се фокусираме на порешни, значи да им годиме на тој што ќе дојде, а нашите луѓе од вака што се некако негативно испаѓаат со тоа што го ниски плати. Во тој случај, некако заврши факултет или нешто, нема да остани тука да работи со диплома со наша плата, мислам со стандард на Македонија, ќе појде во странство, секако има шанси многу и све. А во останато, што се работи со тоа за земање на работени, вие кога ќе ги стренирате работените да знаат како да работат кај вас, нема да е проблем ако нека отвори индустријска зона близу тука, тој може, кога ќе се научи тој да работи било каде, може да излезе странство да се работи после тоа, нема да стане тука, се разбира. Секој човек што повеќе информации добива, то повеќе знае. Јас сум живеел 22 години во странство, имам австрийски пасош. Не е баш така како што изгледа. Ќе се отиде во странство. Не е баш така. Значи јас сум работел од првиот ден како инженер, јас сум имал голема, огромна плата за Германија и сум дошол. Работам се за помала плата овде. Имам, како што реков, не бугарски, австрийски пасош. Значи можам кај сакам во Европска унија да работам. Значи, прашајте ги луѓето од автентично искуство што живееле надвор. А јас сум убеден луѓето кај нас што ние ќе ги обучиме, што ние ќе ги квалифицираме, ќе останат. И како ќе напредуват и платите ќе растат. Тоа е природен процес. Тоа не е политичка одлука, тоа не е дискреционо право, тоа е природен процес. И единствен начин да порастат платите е да се зголеми конкуренцијата, да дојдат уште 50 фабрики, не 5, 50 да дојдат. И луѓето, јас кога се возам некојаш петок навечер на кај Скопје од Кичево нагоре, се испустени селата. Од Струга нагоре велат на кај Девар се испустени селата. Тие луѓе не отишли од Кеј. Очите да го Костате Миладинов тега за јук. Ќе ви стане јасно. Секој што повеќе ќе научи, то повеќе сака подобро квалитетен живот. Сега, ако им дадете ви амбициозност, секој ќе излезат и да е потешко негде странство, ако не е подобар, ако се дека подобро, ќе знам. Исто така, рековте, ако има повеќе фабрики, ако има конкурентност, ќе се кренат цените и со тек на време кога ќе се кренат премногу, ќе си заминат сите. Што ќе остане тогаш? Не, тогаш ќе имаме ние критична маса за поттехнолошки индустрии. Значи јас ако сега во момент фирмата инвестира во 3 автоматски линии за шалтери. Во моментот тоа не е можно во Македонија се направи, јас немам луѓе што може тоа. Немам знае. За 3, за 5 години ја имам луѓе со тоа. Само погледнете го развојот на Југоисточна Азија. Почна со штрафсигер индустрија, почна со текстил, со чевли, каде се сега? Погледнете Кина. Значи, сега Кина не е само ефтина работа сила, во телекомуникациите ZTE и Huawei се проедено во свет. Lenovo ги купи PC компјутерите од IBM. Тоа е природен процес, без обзир дали сте марксистички економски теоретичар, или сте Адам Смит, или сте австрийска школа, тоа е природен процес. Значи, за ова нешто сите економисти во светот се сфокусираат. Јас може да кажам свој возбор. Извини, Ова е искуствено, да ви кажам, пошто сте млади вие, јас кога отворив фирмата, значи инженерот што дојде од Застава, пошто се распадна Застава, го прашав колку земаш плата, 10.000 денари. Иначе јас имав раководно место и Вотекс, земав 6.500, 7.000, со се редовно, со се стаж, таму земав 9.000. Никогаш не знам повеќе. Вие зашто многу филмови гледате, затоа ви сега да ви кажам. Сега, ако дојде тој колку земаш 10. Не може да се спореди 9.000 тогаш и 9.000. Не, спореди ги 9.000, пак 9.000 беа, толку беа. Значи, јас 2001 година во ти кажувам, 2001 година. Значи, 2001 година. Сега, инженерот кога дојде кај мене, 2004 година, викам, колку земаш 10.000? Јас му дадов 12.000. А сега зема 1.000 евро. Значи, тоа можете да дойдете, да се проверите. Значи, сега, тој зема затоа што она, што рече Огнен, напреднал. Значи, ние вадиме пари сега тука, затоа може да земи. Ако ние немаме пазар, не вадиме пари, не се едуцираме, не правиме, тогаш не може да има. Значи, пазарот на трудот си го прави своето. И секој што оди во напредно. Огнен бил 20, да, повеќе. Само тоа, значи, она што емигрираме надвор ние, тоа нема никогаш да го заставиме тоа, и не може.
Јас не верам да кажам као младите и јас, ако ми се дадат подобри услови за работа, да кажам, подобра плата, само будала да се да останеш овде. Али ние овде треба да постигнеме еден стандард, барем за лет да не одиш таму. Тоа не е лошиот дел кај нас. Зашто ние за лукс не одиме таму, ние одиме зашто немаме овде. Тоа треба да го размени. Или да кажеме, да не збориме после за социо-културниот живот наш овде, што мазен депресивно ние. Затоа како влада или како држава или како локални што раководиме со локална самоуправа, тоа треба да одиме. На човекот прави на стандард на живот да му возможено. И сега некој иде да каже нека фирма од Германија нас е дојде за 10.000 евра, па будала да сум да останам. Тоа друго, тоа е за лукс. Има подобра плата бега. Али некој во Германија ви вели ево за 1000 евра. За 2, за 3 и за 3000 ми тиде. Зашто подобро што сум овде го имам фамилија, да го имам куќата моја, имам све. И за 600 евра, за 300 евра овде подобро ми е. Значи, треба да се направи таа разлика. Ние сега бегаме и мигрираме, зашто немаме вистина минимални услови за живот. А друго е да постигнеме како граѓани, да кажеме, стандард, да се живее нормално и после нормално. Некој земи маж и жена по 300-500 евра и сега некој ми гарантира Германија ќе земам 10.000 евра. Бегај, немој да останеш овде. После нормално, ако се квалификуваш да кажеме за студии за тоа, уж подобро. На крај краишта, после 5 години што ќе завршиш таму како директор, извршен директор, нешто, ќе се врашаш овде, уж поквалификуваш, ќе му помогнеш на друштвото овде. Али ние сега, тоа е разлика, сега ние не бегаме надвор, струга, веќе 6-70% бегат. Помладите генерации, ако во моја генерација 33 години имам, беше 75% од генерација да бегаше, мигрираше надвор. Се сврши, се мажа, се жена, бега. Сега имат постигнато до 95%. Значи од 100 матуранти, 3 до 5 оставаме до струка. 95% бега. Нормално е, имате добар дел што мигрират и внатре во државата. Скопје е нормално, е поголем град. Имат подобри услови за живот и не е само услови за живот. Ние како тоа убаво што сега еволиравме како друштво, сега гледаме воздух. Сега треба да ги начекаме. Тоа сега да станеме Тајсон и си за струга и орите има воздухот го има најчист. Јас 18 години живеам во Америка, имаме америкско државјанство. Во Нјујорк стан кошташе $1000. Кај нас за $6000 три згради овде. Кирија. Значи колку треба нечија плата да биде и дали цел свет во Америка платите се најголеми. Цел свет ќе емигрира во Америка. Ако одиме само за така, не. Секогаш ќе има луѓе кои ако се борат да останат и ако се овде квалифицирани, без разлика дали е за домашна или за странска компанија. Капиталот тоа не е важно, важно е фирмата. Огнене, значи ОДВ Електрик само името е германско. Сите вработени тука се македонци. Значи нема разлика дали работите. Јас сум австриец. Добро, ама имаш Ти имаш пасош само не си различно еден германец. дали е таква или некоја целосно или е чешо инженери. На крај човекот кој одлучи во која фирма ќе работи, врз основа на квалификацијата, врз основа на колку ќе бидат исполнети од таа работа, потенцијално платата и одговорноста. Дали била а домашните компании не се дискриминирани. Перцепцијата е дека се, ама сите комори, стопански комори, здруженија, на сите можни начини, тие работат со соработка со домашните. Никоја домашна компанија не е дискриминирана. Вие сте домашна компанија, дискриминирани сте. Имаме сите си работеа по закон, законот за сите важи исто. И за нив е законот исти. Не е никако различен. Тие добиле бенефиција некоја, биде како и потенцијална домашна компанија што би добила бенефиција, ако дојде и започне со некој нов производствена активност и нова дејност. ОДВ не бил во Македонија, сега доаѓа, тоа е бенефиција за почетокот. Толку после тоа нема да добива веќе ништо. ОДВ може да бира, дали тука, дали Бугарија, дали Молдавија, дали Украина, дали Виетнам. Не сме единствената опција, на ниједна од овие странски компании. Или пак и модат. Пред ви благодарам на сите, сакам да се благодарам за денешното присуство, како и на говорниците, значи на господина, особено на тимот и на господинот Виктор Мито кој што го
присуствуваат од Скопје специјално за да видат денес со нас и дел од оваа трибина. Би сакала да ве охрабрам да го следите понатамошното истражување на Сдруженијето на млади аналитичари истражувачи. Финалната публикација ќе биде објавена во април, додека пак на 25 февруари планираме да направиме завршна трибина во Скопје,